На 97 приватни фирми за изградба, проектирање и надзор при градба ќе им бидат одземени лиценците, затоа што не ги исполнуваат законските услови за работа. Станува збор за 15% од досега исконтролираните 643 субјекти, меѓу кои се и 13 фирми кои градат државни објекти, 2 кои вршат надзор на истите, 34 компании кои градат згради, фабрики, угостителски објекти, школи и слично. Министерот за транспорт најави дека до вторник ќе се заврши контролата на сите 1100 издадени лиценци согласно Законот за градба, пошто ќе бидат јавно објавени имињата на прекршителите. Покрај изведувач која градите објекти имат и надзор за А категорија, за државни објекти. 6 правни лица надзор за градба на Б категорија, тоа е се останато. 3 правни лица А лиценца за проектирање, оние кои што ги прават проектите, и 20 правни лица, повторно за мене исто проблематично како горните, Б проектирање на градби од втора категорија. Тоа значи се што е градба надвор од државните објекти. За несреќата која се случи во Кочани, Министерството за транспорт не е надлежно, бидејќи станува збор за објект од Б категорија, за кој лиценца издава општината. Согласно планот на општината, објектот бил изграден во 1999 година и првично се користел како фабрика за шиење, потоа како магазин, пошто се доградува уште еден дополнителен објект, кој подоцна се легализира. Николовски информираше дека по ова се направила адаптација на објектот, без одобрение од никого. Ставен е печат од одредено лице, да не одам понатака во детали, кое што или не видело што се случува таму, па на сте поставило потпис и печат, или видело, ама го игнорирало тоа. Проблемот на ваквото законско решение, според мене, е тоа што се остава голем простор на совеста, нема друг збор, на совеста на подносителот, кој што гарантира со изјава пред нотар дека тоа е така. А нотарот при тоа нема начин како да провери, затоа што не е работа на нотарите да проверуваат. Знаете дека кај нотар можете све да заведете, вие сте одговорни, не е нотарот одговорен. За да се спречат трагедии како таа во Кочани, ќе се менува Законот за градба, со што ќе може веднаш да се одземаат лиценците. Сегашниот закон дозволува жалбена постапка, која може да трае и до 2 години, а за тоа време објектот кој не исполнува технички услови да продолжи со работа. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.